Група од 175 лица, меѓу кои 85 деца бегалци без придружба и 90 семејства со деца од грчките острови денеска заминуваат во Германија, каде ќе се сретнат со семејствата. Алтернативниот министер за миграција и азил на Грција, Јоргос Комуцакос, како што соопшти од министерството, вели дека денешното заминување на 175 баратели на азил и нивното соединување со семејствата кои живеат во Германија придонесува за постепено, континуирано и суштинско намалување на бројот на лицата кои што престојуваат на островите. Соработката со германската влада носи конкретни резултати од тесната и функционална соработка, рече Јоргос. Во Северна Кореја за коронавирусот досега се тестирани над 1000 луѓе, меѓу кои немало заразени лица, потврди за CNN представник на Светската здравствена организација за оваа земја Едвин Салвадор. Во Северна Кореја од 16 јуни за коронавирусот биле тестирани 1211 лица, а сите резултати биле негативни. СЗО наведува дека тестирањето се врши во 15 лаборатории низ целата земја, додека Централниот хигиенски антиепидемиски институт останува референтна лабораторија. Властите во Северна Кореја исто така ја проверуваат температурата на граѓаните, додека на сите јавни места, вклучително и трговските центри, рестораните и хотелите се поставени средства за дезинфекција. Холандската влада соопшти дека нема да им препорача на граѓаните да носат заштитни маски, како дел од мерки за да се забави ширењето на новиот коронавирус, сметајќи дека нивната ефикасност не е докажана. Наместо тоа, владата ќе побара од граѓаните подобро да ја почитуваат мерките за физичка дистанца, бидејќи бројот на пациенти е во пораст оваа недела, рече министерката за здравство Тамара Ван Арк. Бидејќи ефикасноста на маските не е докажана од медицинска перспектива, кабинетот одлучи дека нема да има никаква обврска да се носат немедицински маски, рече таа по анализирањето на извештајот на Институтот за јавно здравје.